Амбасадоре, дали Македонија може да биде оптимист во скоро време да добие датум за преговори за влез во Европската унија? This is European Commission very recently repeated its recommendation, its conviction that now it's the time to open negotiations with North Macedonia. Значи, Европската комисија неодамна веќе ја повтори уште еднаш незината препорака и незиното убедување е дека е време да се отварат преговори со вашата земја, тоест со Република Северна Македонија. Last October, the member states asked for a new methodology, a new process of negotiations. The Commission prepared the document, and the document is now being discussed with member states. So we hope that that condition, this roadblock, will be removed soon, and we hope that soon after, then the member states could also return to the question of opening negotiations. Минатиот октомври, земјите членки на Европската унија побара за нова методологија, побара за нов процес на отварање на преговори со идните можни земји членки на Европската унија, и во тој контекст Европската комисија изготви документ кој што документ сега е во процес на дискусија помеѓу земјите членки на Европската унија. Ние се надеваме дека и тој услов или предуслов и таа патна препрека наскоро ќе може да биде тргната, се со цел да можеме понатаму да очекуваме дека земјите членки ќе може да отварат или да дадат датум за преговори. Како гледате на изборниот процес? Well, the Собрание just dissolved, so we are entering now the Izborniot process, as you say, the election period. I think the past elections in the country, presidential and the local elections and the general elections, set the bar very high because they were all conducted really in a perfect manner. So nothing less than that will be good enough. So we hope that also these elections will be free, fair. We hope that campaign will focus on the real issues, on the issues that I discussed with young people this morning, the issues of education, the issue of the health, the issues of migration, rather than political issues. And we hope that rhetorics will reduce these harsh rhetorics that we are hearing, that will reduce among politicians, and that they would focus on the deliverables for the citizens. Како што веќе сите видиме, значи Собранието на Република Северна Македонија само што се распушти, се разбира, како што веќе вие рековте, влегуваме во изборен период. Тоа што сите видовме во текот на минатите изборни циклуси, било да се тие за председателски избори, локални избори, па и генералните или парламентарни избори, значи сите тие избори на некој начин ги крена очекувањата многу високо, затоа што сите тие беа спроведени на перфектен, совршен начин, така да ние како Европска унија не очекуваме ништо помалку, ниту пак подолу од тие очекувања или од начинот на кој што беа спроведени минатите избори. Ние се надеваме дека овие избори исто така ќе бидат слободни, дека ќе бидат фер и дека изборната кампања навистина ќе може да се фокусира на реални прашања за кои што дискутираме денеска со младите, со средношколците во вашата општина, кои што се поврзани со прашањата за образованието, за здравствените прашања, миграцијата, и дека помалку политичките прашања ќе може да доминираат, така да ние исто така како Европска унија се надеваме дека острата политика, реторика помеѓу политичките представници ќе се намали и дека политичарите ќе можат конечно да се фокусираат на прашања или на реални резултати да може да ги спорачат за своите граѓани. Уште
прашање ако не е проблем. Што според вас Македонија не прави, а треба да направи за да влезе во Европската унија? За да влезе во Европска унија. Well, there are a lot of things I think that will need to be done. That's why you have enlargement process. That's why today you're not ready to enter European Union. You need to get your economy ready, you need to get your society ready, you need to get your environment ready, you need to get your institutions ready. That's why we have this accession process, negotiating process. In this process, the country gets ready to enter European Union, or the country actually then implements the standards of the European Union. So we hope that Значи има многу работи кои што треба вашата земја да испорача и токму преди таа причина постои процесот на проширување или процесот на пристапување кон Европската унија. Токму преди таа причина вие денеска во овој момент не можете да се зачленувате во Европската унија затоа што првим би требало вашата економија, вашето општество, вашата животна средина, вашите државни институции, сите нив да ги подготвите за да може да влезат во Европската унија. Токму преди таа причина, како што веќе реков, го имаме процесот на преговори се со цел да може земјата да се подготви да влезе во Европската унија. Значи во еден збор вашата земја треба да ги имплементира стандардите на Европската унија.